Сузана, добро вечер, благодарам што сте дел од нашата емисија. Добро вечер. Вие сте адвокат, професионалец, но и доста сте гласни во вашите критики или видување за ситуацијата во која што се наоѓа вашата фела. Бевме сите на некој начин шокирани од процентот на доверба, на целосна доверба во правосудството од граѓаните. Таа и претходно беше ниска 8% и тоа служеше за многу коментари, но овие 4% зборуваат многу за нивото на кое што е стигната довербата. Како вие лично, како професионалец, како човек од фелата, ја доживувате оваа бројка? Значи, само за да бидеме целосно фер, како што и вие напоменавте, кога зборуваме за 4%, тоа се 4% целосна доверба. Так, да. За тие кои не го гледаат графиконот, туку само се водат по тоа што се зборува во јавноста, што не го прави алармантен тој процент, не дека го релативизирам, но е сепак колку проценти од граѓаните имаат целосна доверба, а уште поалармантен е процентот на обвинителството, кој е уште помал, тоа е 3%. И веќе почнавме да коментираме во нашите кругови дека овие ниски проценти на доверба дури се граничат со статистички грешки, што значи практично дека и нема доверба, нема целосна доверба во овие институции. Ние зборуваме за едно од трите власти. Така е. Зборуваме за, сега по моje видување, една од трите власти која што доколку функционира соодветно, може да биде коректив на другите две власти, со тоа се доведува во прашање дали функционирањето, односно доброто раководење на овој сектор може да помогне општо на целиот систем. Но да се навратам на процентот. Процентот за мене е веќе логичен, бидејќи е кулминација на едно општо незадоволство наназад во годините и целосно срозување на институциите кои што го сочинуваат правосудниот систем, систематско би рекла срозување и веќе можам слободно да кажам умислено, намерно срозување, бидејќи се што можевме да се надеваме до пред 4-5 години дека можеби може да се поправи, дека треба нова сила, нов елан, реформи и така натаму, произлегува дека некому не одговара поправањето на состојбите. Односно, ова тонење надолу одговара на некои структури или никој не е доволно загрижен за да се фати целосно и професионално со работа за да го поправи овој систем, а 2023 најверојатно беше веќе круната на се што претходно следеше и затоа веќе граѓаните со право се чувствуваат и разочарани и тоа го покажуваат во процентите. Ништо не е изненадувачко. Обично кога велиме некому одговара, мислиме на политички или на бизнес структури, кај нас и тоа е тешко да се раздели, затоа што гледаме секакви конекции на бизнисот со политиката. Каде генерално зборуваме дека довербата нели е падната, каде поконкретно мислите кои беа тие пресвртни точки за да се дојде до ова ниво? Јас сметам дека одговара и на голем дел од самите чинители, на самите спроведувачи на овие политики и самите вработени во правосудниот систем, носители на функции и така натаму, бидејќи е исклучително тешко да реформирате нешто што е толку многу паднато. Овдека зборувам и за постоење на една некомпетентност во справување со проблемите, а во исто време не барање соодветна помош или не образување или стекнување на компетенции како ова да се спроведе. Бидејќи јас секогаш сум поборник на тоа да поверувам повеќе или пред се на нестручност и некомпетентност отколку на некакви си теории на заговор. Не дека не постојат, но сметам дека немаме компетентни луѓе на клучни позиции. Да, така велат, нели, не препишувајте на зла намера тоа што може така, на чиста неспособност. неспособност. На чиста неспособност или би рекла глупост, нели, ако сакаме да сме лоши. Но едноставно нема нити компетентни луѓе на клучни позиции, ниту пак луѓе на пониските позиции кои што ќе можат ова да го спроведат, а да бидат добро менаџирани од страна на овие компетентни луѓе. Например, СЈО беше показна вежба или беше пример за тоа како еднисти обвинители кои ќе ги одземете од едно обвинителство кое во тој момент имаше недовербата и ги имаше сите овие, баш ги гледав процентите и во таа
2016 процентот бил низок, може би не бил волку низок, но бил низок и на обвинителството. Ќе ги земете од иста таква една институција, ќе ги ставите во друга каде што ќе им обезбедите услови, систем и раководство соодветно, тие можат сосема повеќе да блеснат, повеќе да сработат. Иако сега после овие сите години поминати, можеме да дискутираме и за нивната работа во која насока се движеше и дали можеме да збориме за резултати на таа институција. А околу набројувањата за се што тргна наопаку за да стигнеме до овдека. Да, кратка емисија за тоа, меѓутоа е сублимирано. Сублимирано. Има неколку точки на кршење. Првата точка на кршење можеби да е бегството на Груевски, односно она што државата дозволи да и се случи, а тоа да и побегне осудено лице. И потоа неказнивост, и никој да не преземе одговорност за тој чин. Тоа сакав да кажам, бегството како настан, не само тоа дека Груевски побегна, туку дека никој не понесе одговорност и практично ние не ја знаеме ни целата приказна. Ја знаеме приказната од Тирана натаму, а не ја знаеме од Скопје до Тирана, што е клучно. Нешто, само што е клучно, него е трагично. Да не знаеме од собствената држава на кој начин е излезено и кој му помогнал да излезе. На ова ќе се надоврзам, иако не е хронолошки, обидот за бегство на Мијалков, за кој исто така не е расветлен, но даде перцепција во народот дека системот не функционира, односно дека во системот се инфилтрирани луѓе кои се уште може да го срозуваат, се уште може да презема действија кои што ќе им идат во корис само на поединци, а не на државата и граѓаните како целина. И тоа заврши со едно гротескно објаснување дека имало температура 2 дена. Повторно немаше еден сериозен однос кон граѓаните и исполнување на очекувањата да се каже што се случило всушност. За да, интересно, сега слушаме од обвинителката која е пред разрешување е суспендирана, дека во тој период ова обвинето лице се преговарало со државниот обвинител за тоа да му се определи куќен притвор, односно жалбата против куќниот притвор да се повлече. Ние знаевме како можам и да потсетам на што викате кратка емисијата, имаше решение за куќен притвор кој го немаше примено, а обвинителството во тој момент имаше поднесена жалба против куќниот притвор и со оглед на тоа дека беше во бегство, логично ќе беше судот да донесе решение за ефективен притвор. Значи ова обвинето лице кој е во бегство се пазарело, да, со обвинителот да си обезбеди куќен притвор и ова го дознаваме сега, а ни беше фрлана магла во очи во тој период. Тоа исто така влијае на перцепцијата. Оваа година можеби е присвртна во тоа дека граѓаните веќе целосно безнадежно гледаат на овој сектор. Многу ми е криво ова што го зборувам, бидејќи сум дел од правосудството или сакам да гледам дека адвокатите се дел од правосудството, иако не е сапат така. Изборите за обвинител, иако се во втората половина на годината, сепак ќе останат запаметени како печат на 2023 година и овој за првиот, да не го наречам, демократски избор, каде што обвинителите гласа, што предизвика не само реакции во јавноста, него и реакции на меѓународниот фактор, како што ретко го слушаме. Па не се сеќавам дека од пржино навака сме имале таков остар тон од американската амбасада, не само од американската амбасада, потоа реагира и другите амбасадори. Председателот Пендаровски остана на линија на тоа дека изборот е демократски и нема ништо спорно таму, но тука имаше еден друг момент што не го споменавме, мислам дека е важен, блискоста на овие новоизбрани лидери во оваа афера со политичките партии и политичките лидери. Испливаа многу фотографии и на конкретниот обвинител, но и на председателката на судскиот совет, новата председателка, која што имаше фотографии пак со лидерството на СДСМ, предходниот со лидерството на ДУИ. Имаше многу коментари дури од ваши колеги кои што велат дека нема ништо спорно во тоа, еден обвинител, еден судија, еден шеф во оваа фела да биде близок политички. Не би се согласила јас тука, но сакам да го слушнам вашето мислење, колку ова исто ја подрива довербата. Не може да гледате така
строго формалистички, јас можам да бидам со било кого се додека тој нема постапка во обвинителството. Не, вие сте должни како обвинител кој е носител на таа обвинителска функција да држите соодветна дистанција, една принципиелност, една појавност во јавноста дека на вас може да ви се верува дека утре доколку треба да постапувате или да прибирате докази против некои лица кои што се од таа политичка партија, дека кај вас нема да има никаков сомнеш од страна на јавноста, дека вие тоа ќе го правите. И не треба се да биде од формално правен аспект за да може да биде забрането. Некои работи се подразбираат и представуваат еден склоп на политичка култура, на една правна култура. Па да речеме и етика. Етиката е нешто што се учи од дома, што е самостојно го носи секој човек во себе, но се подразбира дека треба да го носи интелектуалец кој што се нафатил да работи вакви значајни јавни функции. И од тие причини нивните изјави се дрски, дури би рекла, безобразни се, да ја убедувате јавноста дека тука нема никаков проблем, кога граѓанинот, не стручната јавност, секој граѓанин го чувствува како проблематично тоа, па дозволете, дури признаете го, признаете му го чувството на граѓанинот дека ова можеби да, не, но сепак тоа се случило во некое друго време, јас ќе се осигурам дека ќе ја осигурам целата јавност, ја убедувам целата јавност дека нема да има никакво влијание и така натаму, но да го поставувате за непостоечки проблемот е навредливо, по мене. Тука не станува збор само за можното влијание политичко кое што може да се случува во иднина, туку и за самиот избор, затоа што дилемите и стомнежите кои што се легитимни се за тоа како овие луѓе биле избрани, кога и самите процеси се според, ако имаат вакви тесни релации со врвот на политичките партии, што се на власт. Работата е што изборот ние никогаш нема да можеме да го оспориме и како што вели претседателот дека тоа е демократски, да, тоа е демократски, гласа обвинителите и никој не пријави никаков притисок. Од тој аспект е демократски. Процедурално. Но сомнежот кој што се фрли на целиот процес ќе остане, а тој па ќе се рефлектира повторно на оние 3% за кои зборуваме. И како ние ќе тргнеме во 23-та во поправање на тие проценти или зголемување на тие проценти, кога самите чинители кои треба да ги поправат тие проценти се дел од тие сомнежи. Бевте прилично самокритична, ќе речам, кон вашата собствена фела од аспект на тоа кој е нивниот капацитет за носење со овие тешки предизвици. Има здружение на студии, здружение на обвинители. Каде се тие во приказнава? Многу ретко, речиси никогаш ги слушаме. Се сеќавам на една реакција само на Здруженијето на јавни обвинители, беше баш за обвинителката Вилма Рускоска и како што рекоа тогаш нејзиниот дрзок, со ништо не предизвикан обид да ја урне довербата во судството. Во обвинителството и тоа во наукните часови. Во наукните часови, да. Таа беше таа реакција, меѓутоа не се активни. Здруженијата кои тие ги имаат во собствените статути, имаат за примерна цел да го бранат нивниот интегритет и нивниот професионализам, а очигледно со нереагирање на вакви појави, тие не се обавуваат својата основна функција за која што се основани. Оно што можам да ви го кажам надвор од она што е очигледно, а тоа дека нема никаква реакција, освен ако не е политички опортуно да има некаква реакција, е тоа што самите обвинители и самите суди кои што се значи самото тоа што се обвинител и функција се членови на овие здруженија, не чувствуваат дека се заштитени од собствените здруженија. Тоа ќе го слушнете секогаш кога се зборува за нив со овие колеги. Кога има проблем обвинител, би требало да може преку собственото здружение тоа да го решава и на тој начин да чувствува дека има некаков си грб позади него. Кога би имал некое барање или обвинители од, да речеме, од Скопското обвинителство како најголемо, кога би имале некое барање во смисла немаат доволно капацитети, немаат доволно стручни соработници, немаат доволно финанси кои треба сите овие работи да ги обезбедат, простори и така натаму. Државните институции не им одговараат во примерни рокови, немаат средства за вештачење, се тоа што ги попречува да работат,
и да се свали целата одговорност на тоа дека обвинителството не работи, а практично тие се оневозможени да работат, они не чувствуваат дека можат тоа да го изнесат преку ова здружение. И практично се однесуваат како здружението да им е аутистично. Слично е и кај судиите. Судиите ќе видите дека, односно здружението на судии ќе видите дека има една акција за подигање на стандардот на судиите, значи за зголемување на платите, што е апсолутно легитимно и треба да се случува, но тука некаде ќе заврши. Сега со судско-медиумскиот совет исто така малку се активни, но тука некаде ќе заврши. Ме радуваше тоа што има реакција на одлуката на апелација за укинување на пресудата против Мијалков и останаците, во која се обидоа на некаков начин да укажат, иако по мене требаше да биде поостра реакцијата, но сепак имаше реакција, да укажат дека судиите од апелациониот суд имаат должност, не е тоа дали сакаат или не сакаат, имаат должност да образложат на јавноста со речник кој јавноста го разбира, не со правен речник, зошто е укината одлуката. Пус, тука не се работи само за укинување на пресудата, туку и за укинување со доцнење, зашто се остава простор, тие избегнаа да одучат мериторно за овој предмет и практично веќе нема простор за да може да се потврди на некој начин оваа одлука. Практично значи слобода. Вака, сега да бидеме малку фер, многу ретка при ваква ситуација, барем она малку што од образложението можевме да сватиме кои се причините за укинувањето и кога се работи за суштествени повреди на постапката, многу ретко апелациониот суд, особено во прв наврат, мериторно одлучува. Практично во определени ситуации, или да речам во поголемиот број ситуации, е невозможно мериторно да одлучи и да сака. Мора да го врати предметот на повторно одлучување. Овде имаме една постапка во која има 50 на сведоци и илјадници материјални докази. Не може да се очекува апелационен суд кој не бил под впечаток на овие докази, значи не ги видел сведоците, да може да одлучи мериторно, што се однесува во вториот дел на укинувањето на пресудата, каде што тие наведуваат дека доказите не соодветствуваат со причините кои што се дадени за вината. Со оглед на габаритот, да речем, на обвинетиот во моментов, за кој што зборуваме, немало ли некаква потреба да биде порано донесено? Сега тоа е другото прашање. Околу долгото траење на чување на предметот во апелација, така ќе се изразам, не на одлучување, него на чување на предметот во апелација, иако има некоја постапка, нели, рокови кои што се запазени, кои ќе видите дека суштествената повреда е нешто што може искусен судија, по мене тврдам, за еден час да го види, и тоа е многу. Значи, зборуваме за несовпаѓање на тоа што било објавено и тоа што е напишано во изреката на пресудата. Тоа е вака сега, кога за граѓаните да им е јасно, кога доаѓа предметот во апелација и кога има жалба и одговор на жалба, секој апелационен судија има, така да наречам, чек-листа на суштествени повреди, бидејќи внимава по службена должност на суштествените повреди, таа прво ја поминува. Значи, суштествена повреда, ако постои, нема друго што да одлучи, освен, зборуваме за апсолутни суштествени повреди, кои самите по себе носат секогаш укинување. Не е работа на судијата да одлучи дали ќе укине или не, него по закон мора да укине, бидејќи таа суштествена повреда е од таков калибар да не може таа присуда да обстои. Они се повикуваат во работата на тоа се неколку причини, заведени се во законот и тие ги гледаат дали е прописно составен, значи да не ги редам сега сите. И они зборуваат за тој тип на суштествена повреда која може на вистина многу брзо да се види. Која е причината зашто не е земен предметот во работа толку долго време? Или е земен па е вратен, па се имаме секакви шпекулации како се движел? Конечно, како е можно да се направи таква суштествена повреда во првостепениот суд за ваков лик и за ваков предмет? Сега тоа раѓа други шпекулации, да. Зборуваме за искусен судија во првостепената постапка, не зборуваме за судија кој што може да си дозволи да рече ве сгрешив, значи особено во ваков предмет. На граѓаните не им е важно на конечно, мислам, дали е грешката направена во првостепениот суд или во апелација, на нив им е важен главниот епилог. Епилогот е дека има слобода за човекот кој што беше синоним за организираниот и крупен криминал тука. Не, епилогот е дека ние нема да имаме разрешница, што уште е пострашно. Дури слобода е по мене во ова сценарио
посакувано сценарио. Барем да знаеме дека има одлука да се ослободи, ќе знаеме по нашиот систем тој е невин. По нашиот систем не Да. е успеал обвинителот да ја докаже вината. И тоа е сосема во ред, доколку на вистина не се прибрале докази да се пошто не е така едноставно во судска постапка вие да докажете вина и покрај тоа што шпекулациите ќе бидат. Тоа е дури попосакувано сценарио отколку да немаме никаква разрешница, а таква најверојатно ќе биде заради тоа што можно е предметот да застари. Не знам со која динамика од поново сега кога ќе почне предметот ќе треба да се однова испитаат сите овие сведоци, сите овие докази, кога колку што разбрав од медиумите, бидејќи немам некои непосредни сознанија, значи од валидни извори знам дека треба да застари, дека застаруваат веќе делата 2025, а 23 сме веќе, значи за 2 години треба правосилно да заврши предметот, значи и да заврши во прв степен и во втор, а само 13 месеци чекаше предметот во апелација. Сега има една надеж тука. Прво, судот е веќе запознаен, сведоците веќе давале иск, сите се веќе запознаени. При повторување може сето тоа побрзо да оди. Иако одбраната се очекува, и тој е право, да ги користи сите алатки за одолговлекување како и до сега. Тој 3 години траеше во прв степен. Но во апелација кога ќе стигне, па тука нема никаков изговор, бидејќи тој сега со советите можеби ќе имаме проблем дали истиот совет би судел, но доколку известител е истиот судија од претходно, а така би требало да биде, тој предмет веќе него му е проучен. Значи нема да има никакво оправдување да седи толку долго веќе во апелација, па да се надеваме дека ќе стигнеме до некое решение, иако мислам дека одбраната нема да дозволи ни до апелација да стигне, користејќи ги сите алатки што стојат на располагање. Така, ќе го следиме секако случајот. Ќе ве прашам малку по-широко, воопшто за урнатата доверба во институциите. Таа анкета покажува многу ниска доверба не само во правосудството, туку и во сите институции, вклучувајќи ги медиумите, невладините организации, значи една колективна недоверба во општеството. Вие бевте дел од СЈО, од таа светла точка на надеж која што беше воспоставена и која што за жал нели заврши како што заврши. Основниот мотив на граѓаните кои излегоа на улиците во текот на шарената револуција беше токму борбата за правда и воспоставување на систем, на казнивост, на отчетност и на одговорност на државните функционери. Од оваа перспектива сега, како го гледате целиот тој еден процес и како што рековте вие, оваа безнадежност што се рефлектира во правосудството и во целата таа област, ја гледате ли воопшто распространета низ целото општество? Па да, СЈО, пропагањето на СЈО е дел од оваа општа перцепција. Ако можам да кажам и голем дел во оваа општа перцепција, односно до сега не можеме се уште да се пофалиме со некакви резултати, не јас да речам да се пофалиме како СЈО, него како граѓани да се пофалиме со некакви резултати од оној проект што сите како граѓани го очекувавме. Излезе дека обвинители имаме во затвор, а оние кои што беа гонети се на слобода, значи некако целосно се заврта топката. Во тој период кога излезе аферата, понатаму и предметот со специјалната обвинителка Катица Јанева, јас бев заговорник на идејата дека СЈО треба да биде како орган интегрирано во обвинителството, а не да се дисперзираат обвинителите како што на крај одлучија политичките фактори. Но за жал тоа не се случи, сега последиците се видливи. Имате обвинители кои поприлично добро си ја работеа таму работата и поприлично стекнаа способности и знаења кои не можеме сега да ги искористиме во полна пареа. Но она што е пострашно е што тие обвинители, колку што се сеќавам, испорачаа околу 170 предмети до обвинителството, за кои освен 2, 3, 5 не слушаме каква е судбината. Значи обвинителството работи или не работи по овие предмети. И тоа исто така еден од условот за продолжување за новиот закон за јавно обвинителство беше токму да се преземат овие предмети и да може да течат. Да, ги преземаа формално, но каде се? Колку години се поминати? Не слушаме што е со овие предмети, зашто нема обвиненија или
затворени ли се, донесени ли се некакви јавно-обвинителски одлуки, не знаеме ништо. Да, станува збор за еден масивен процес Да. на сериозни предмети. На крај ќе ве прашам тоа колку да изгледа неблагородно, мислам тешко е да се предвиди, меѓутоа ваши прогнози за годината што следува и можеби некаков тип на решенија кои што мислите дека можат да помогнат. Не очекувам за жал 23-та да е нешто многу поразлично од 22-та. Повторно ќе не следат разноразни шпекулации, афери, неоткриени кривични дела, ниски проценти на доверба, бидејќи не може ништо да се поправи за многу краток период. Тоа што очекувам е да се расчисти аферата со полагањата на правосудниот испит. Да, уште една афера што не успеавме да ја спомнеме, што е скандалозна. Мислам дека расчистувањето на таа афера може во голема мера да допринесе да спречиме поголемо тонење во идните години, бидејќи тие кандидати кои полагале на тој начин, утре ќе бидат суди и обвинители. Значи, ние ќе се занимаваме уште многу години од сега, кога било кој од тие кандидати ќе биде назначен за судија и обвинител, да кажуваме дека тој судија и обвинител на тој начин го положил правосудниот, што постојано ќе фрла сомнеш на неговата работа. Мора да се расчисти, мора тоа во корен да се засече. Мислам дека обвинителството има можности тоа да го расчисти и се надевам дека ќе отвори истражна постапка и дека ќе стигне до суштината на работите и како ова се извело и да не се сведе на тоа дека никој не бил виновен, било пропуст или техничка грешка, на тоа и мислам. Така што од тоа што очекувам како надеж што може да ни влие е тоа. Исто така очекувам шефот на обвинителството за организиран криминал и корупција да не побие сите. Искрено се надам. Да би сакале еден таков демант, да дочекаме сите да не како побие општество. и да слушнеме барем 2 постапки големи, отворени против челници на ДУИ, бидејќи е невозможно во сите овие години власт на ДУИ да немаме ниту една постапка. Така што очекувам такво нешто. Но сепак моите очекувања не ги темелам на историјата, туку ги чекувам, ги листа желби до Дедо Мраз. Тоа сакав да го кажам, имаше една смешна досетка, бидејќи сме постојано во реформи, кога ме прашувате што очекувам во 2023-та, можеби треба да очекуваме да престанат да не реформираат, можеби ќе ни тргне. Да. Бидејќи цело време сме во реформи. Овие и борба со корупција која трае и трае, имаше некој статус. Чувствувам дека можам да бидам комотна, да не давам јас предлози, да не бидам јас таа која што мора да смислува, него јас да бидам критиката. Се чувствувам така комотна, бидејќи години и години наназад плаќаме сериозни пари во овие совети за реформи, плаќаме сериозни пари на лица кои треба да не реформираат, на експерти, така, кои што треба да не реформираат и понатаму на институциите кои што треба тие реформи да ги водат. Зошто па јас да давам идеи за тоа како. Уште една идеја која што беше фрлена не од вас, од други, таа идејата за ветинг, како на тоа гледате и кој би го правил тој ветинг? Во ова околина сега да додавате ветинг, иако ветинг може да се спроведува низ постапки и во УЈП и во Државната комисија за спречување на корупција, доколку им се дадат соодветна поддршка од страна на институциите. И самиот избор може да биде своевиден. Да. Ветинг, да. Така што да додавате нов инструмент за политички подкусурување и препукување, како што тоа беше, да речам, по примерот на лустрацијата, мислам дека во овој момент не е баш соодветно, да можеме прво да ги средиме и да ги стишаме работите, да имаме еден правилен тек на работите. Дури мислам дека, иако се спроведе тој ветинг, и на вистина се открие дека кој се не треба да биде дел од ова просудство, нема да останат луѓе да работат. Така треба да вездуваме можеби. Ќе следиме оваа тема, секако е важна, нема да чекаме крајот на 2023 за да се навратиме, за да видиме дали на вистина станува збор за некомпетенција или сепак има и зли намери во цела оваа проблематика. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата и секој пат кога ќе бидам поканета и во 23-та ќе анализирам листата. Се гледаме повторно. Пријатно.